Во овој сончев прекрасен ден решивме да направиме една авантура и да го пронајдеме родното место на еден византиски император кој што е роден во Македонија. Во овој издание на Форум Импакт ќе направиме еден времеплов со кој ќе се потсетиме на Римската империја. Имено, постоењето на истата може да се подели на три периоди. Периодот на кралевите кој траел од 753 до 509 година пред Христос, времето на Римската република кој траел од 509 година до 27 година пред Христос и периодот на империјата кој траел од 27 година пред Христос до 476 година од нашата ера. Во доцниот трети и почетокот на четвртиот век, тогашната империја се соочувала со внатрешни кризи, надворешни напади и економски тешкоти. За да го олесни управувањето, царот Диоклецијан го вовел системот на тетрархија, владење на четворица, а подоцна царот Теодосиј I во 395 година официјално го поделил царството на Западно и Источно Римско царство. Западното Римско царство со седиште во Рим, а подоцна Равена, пропаднала во 476 година, кога последниот западен цар Ромул Августул бил симнат од тронот. Источното Римско царство со седиште во Константинопол, денешен Истанбул, продолжило да постои уште речиси 1000 години и станало познато како Византиско царство. Византија е зачувала римската правна државна традиција, но со текот на времето развила посебен културен, јазичен грчки и религиозен православен христијански идентитет. Во текот на своето постоење, Византија имала вкупно 94 императори, кои владееле од 330 година кога Константинопол станал главен град до падот на царството во 1453 година, кога османлиите предводени од султанот Мехмед II го освоиле Константинопол. Со тоа завршила 1000 годишната историја на Византија и започнала новата ера под османлиска власт. Покрај овие кратки историски факти и потсетување за Римската империја, ова издание на Форум Импакт ќе го посветиме на човекот кој потекнува од нашиве краеви, а оставил неизбришлива трага во историјата на човештвото. Човек кој од сиромашно момче станал император, реформатор, градител, христијански светец и чија што приказна започнува токму овде, во малото место Тауресиум, помеѓу Скопје и Велес. Зборуваме за Јустинијан I, византискиот император роден во Тауресиум. Се наоѓаме во Тауресиум, или понаше Таур, кој што се наоѓа како антички локалитет на 20 на километри од Скопје или меѓу Скопје и Велес. На ова археолошко место се наоѓаат три слоеви или три населби од различен историски период, како што е бакарното време, доцниот антички и средновековниот период. Зошто дојдовме тука? Бидејќи тука е родното место на Јустинијан I, познат римски император, можеби еден од најголемите византиски, би рекол, императори, кој што го обединил византиското со римското царство повторно и извршил огромни проширувања на византиската империја. Како изгледа неговото родно место? Колку ние се грижиме за нашето културно и археолошко богатство, одиме да видиме на лице место. Јустинијан е роден околу 482 година во Тауресиум, денешно село Таур. Владеел од 527 до 565 година и е еден од најголемите и најдолговечните византиски императори.
Тој потекнува од скромно селско семејство, но преку својот војко Јустин, кој станал император, добил образование, моќ и пат до тронот. Во времето на Јустинијан, Византиската империја го достигнала својот територијален зенит, нешто што не се случило со векови. Благодарение на војните кампањи, териториите на империјата повторно се прошириле, речиси до целиот западен дел на некогашната Римска империја. Јустинијан го обновил големиот сон за обединета Римска империја повторно, поврзувајќи го истокот и западот, барем за краток период. Но Јустинијан не го направил сето тоа сам. Клучна улога одиграл неговиот легендарен генерал Балисери или Валисери. Тој е еден од најуспешните војни команданти во историјата, чие што на име било нарекувано Византиски Александар Македонски. Под командата на Белисари, Византија ги победила вандалите од Африка, остроготите во Италија и ги одбранила границите од персијците. Интересно е што Белисари често водел битки со многу помала војска од противникот, но секогаш со тактика, генијалност и безпрекорна дисциплина. Прокопиј од Цезареја, византискиот историчар и патеписец, во своето дело De Adificilis пишува дека Јустинијан изградил тврдина и го доуредил Тауресиум, токму од љубов и почит кон своето потекло. Еве на ова место е роден Петрус Сабатиус или познат како Јустинијан I, еден од најпознатите византиски императори. Зошто е неговата големина позната? Затоа што извршил огромно проширување на тогашната Византиска империја и тој успеал со неговиот војсководец Велизер да изврши проширување на Византија се од Египет до Картагена, значи северните делови на Африка, југоисточна Шпанија, цела Италија денешна, целиот Балкан се до Белград горе, денешна цела Турција, дел од Сирија, Ливан, Израел, значи извршил огромно проширување на тогашната Византиска империја, а плюс е прогласен и за светец во христијанството, затоа што извршил изградба на многу христијански храмови и тој верувал дека единството на државата мора да се темели на единството на црквата. Јустинијан бил уверен дека изградбата и реконструкцијата на тогашната Аја Софија или Света Софија, која што денес се наоѓа во Истанбул, тогашен Цариград, ќе овозможи зајакнување на христијанската црква и христијанската вера. Во тоа е успел. Ова место, како што споменавме, за прв пат е откриено пред 100 години од патеписецот Артур Еванс. Инаку оваа населба била разрушена некаде во 518 година од голем земјотрес кој што се случил во античко Скупи или Стоби, кој што се наоѓа во близина на ова место, а подоцна тој ја формира и нова населба позната како Јустинијана I. Некои викаа дека тоа е старата Скопска чаршија, некои велат дека тоа е Скупи, други велат дека таа Јустинијана I се наоѓа во денешна Србија. Сепак, значи, овие 2000 години историја што постоја тука, можеме да видиме дека се во некоја незавидна позиција. И ова е начинот како ние се грижиме за нашето културно археолошко богатство. Едноставно верувам дека со наши зборови кажано, доколку ова се наоѓа во некоја држава која што се грижи за своето културно богатство, ова би била промовирана локација и би изобилувала со туристи, како што гледаме кај нас тоа не е случај. И бара значајно внимание ова место, затоа што луѓе император се родил тука, кој што е познат во историјата како еден од најголемите императори во Византиската империја или за време на византискиот период. Но пред да стане император, неговиот роден крај бил погоден од страшен земјотрес. Во 518 година, голем дел од Скупи или антички град Скопје и околината, вклучувајќи го и Тауресиум, биле срамнети со земја. Овој настан оставил длабока трага врз младиот Јустинијан и веројатно го инспирирал неговиот фокус за изградба на безбеден и урбан развој на империјата. Интересно е што локалитетот на Тауресиум не бил веднаш препознаен.
Археолошкиот интерес за ова место започнува пред речиси 100 години, во првата половина на 20 век. Истражувачи врз основа на пишувањето на Прокопиј и локалните преданија го лоцирале античкиот Тауресиум кај денешно село Таур. Првите истражувања и ископувања потврдиле постоење на доцно антички и византиски остатоци, ѕидини, керамика и основи на градби, што го поврзуваат местото со времето на Јустинијан. Јустинијан не бил само владетел, тој бил и длабоко религиозен човек. Ја поддржувал христијанската вера, изградил многу цркви и штител канонските правила. Поради неговата посветеност на верата и христијанските вредности, црквата го канонизирала како светец. Во православниот календар, неговиот празник се одбележува на 14 ноември. Тауресиум или денешно село Таур е речиси заборавено. Иако постојат археолошки остатоци и поставени се неколку табли, клупи и информации со Брајево писмо, тоа е далеко од она што би требало да биде. Замислете да беше ова во Грција или Италија. Ке имаше музеи, туристички тури, дигитални прикази, па дури и анимации за деца. На местото каде што е роден човекот кој е обединил половина од Европа, ние имаме само неколку клупи. Овој локалитет е национално богатство. Тоа е нашата историја. Наместо да стои заборавено, треба да се претвори во жив културен центар со истражувања, реконструкции, настани, едукативни програми. Ние имаме моќна приказна, само треба да ја кажеме. Благодарам што бевте со нас во ова издание. Ако ви се допадна оваа приказна за Јустинијан I и неговото патување од Тауресиум до тронот на Византија, споделете ја. Историјата не е само минато, таа е иднина, идентитет и инспирација.